Заштитата на животната средина и борбата со климатските промени се разбира останува наш врвен приоритет. Мислам дека моите претходни колеги многу зборуваа за тоа. Јас ќе додадам само дека аерозагадувањето е еден од клучните проблеми од аспект на животната средина, се разбира и загадувањето на почвата и водите, но она што ќе биде нашата идна програмска заложба и која ние треба да ја предводиме заедно со активистите, особено заедно со младите кои што се особено заинтересирани за оваа тема и во светот, и во Европа, но и во Македонија, тоа е борбата со климатските промени. Младите бараат итна климатска акција веднаш, затоа што нивната иднина е загрозена, затоа што светот, планетата и човештвото се соочуваме со најголемата опасност, а Македонија е една меѓу 10 земји кои што ќе биде најтешко погодена од климатските промени. И затоа ние мораме да донесеме стратегија како ќе се адаптираме на овие климатски промени, затоа што тоа ќе значи не само штета по животната средина и по здравјето, тоа ќе значи миграции на луѓе, тоа ќе значат периоди на изразени суши и поплави, кои што секако негативно ќе се одразат и на економските дејности, особено земјоделието, но исто така и на квалитетот на живот на граѓаните. И затоа младите луѓе ова го препознаваат и бараат итна климатска акција веднаш. И тоа е една и од основните програмски заложби и на европските зелени. Ние се вклучуваме како зелена партија, како дом во оваа борба и мислам дека еден од главните фокуси во следниот период треба да ни биде точно проблемот со климатските промени, кој што пак е тесно поврзан и со проблемот со заштитата на животната средина од различни видови на загадување.